Добро вечер, Кочани. Добро вечер, храбри и одлучни граѓани. Добро вечер, борци за слободна и демократска Македонија. Повеќе од 60 дена протестираме и маршираме низ улиците на Македонија за да се избориме за своите цели и успеавме во тоа. Не дозволивме да одржат уште едни лажирани и криминални избори на бетонираниот 5 јуни. Не дозволивме ни да им пројде полицијата. Онаа срамна одлука на лицето Иванов со кое сакаше да ги скрие криминалците од власта и да ги спаси од одговорност. Поставивме уште неколку барања, кои едното од нив е Уставниот суд да се произнесе, да ја потврди уставноста на специјалното јавно обвинителство, и токму денес Уставниот суд ја имаше можноста да покаже дека е за Македонија во која владее правото, а не во која владее криминалот. Меѓутоа, повторно, Уставниот суд, со тоа што не ја стави точката на дневниот ред, го покажа своето вистинско лице и покажа дека не е на страната на правдата, туку е на страната на криминалците од власта. Тоа не го дозволуваме и затоа секој дневно ги полниме улиците и бараме правда. Актуелна е денес и оставката на оној, како што вели самиот за него, лудак министер Ставревски, познат по "ние сме лудаци, трошиме за чоколадо, а немаме ни за леп", што прави иронијата уште поголема. Денес пратениците од ДПМН во собранието велат дека Македонија изгубила многу на економски план со оставката на Ставревски. За мене тоа е лудо и сакам да им кажам дека стварно многу се лажат. Тој Ставревски не задужи сите нас, од најмладиот овде до најстариот, со по 2000 евра. Тој Ставревски ја задолжи Македонија за да може неговиот шеф да ќари провизија од 17 милиони евра. Истиот тој министер лудак Ставревски ја задолжи Македонија со 630 милиони евра за најкриминалниот проект наречен Скопје 2014. Токму тие криминални задолжувања и погубни политики ја донесоа Македонија на ова ниво. Македонија во моментов е шампион во мизерија. Македонија во моментов има поголема младинска невработеност од 50%, во Македонија царува безперспективноста, младите не ја гледаат идината тука и повеќе од 600.000 луѓе се иселија од Македонија, повеќето од нив млади. Вие најдобро од источниот регион го знаете тоа, од причина што процентот на луѓе што се иселуваат од Македонија е најголем од источниот регион. На младите им е доста од ова лудило и затоа секојдневно ги полнат улиците и се борат за својата иднина. Младите јасно порачуваат дека во Македонија треба да се случат промени, да дојде една нова влада која од Македонија повторно ќе направи слободна, демократска и просперитетна држава. Да живее Македонија, да живее шарената револуција!